со еден пријател се смеевме во врска со тоа колку Шопов е врзан за Македонија и колку фактички Македонија е присутна цело време во неговата поезија, а М да не каже. М не е спомнато, а Македонија е тука цело време. И со тој пријател се смеевме, викавме, зошто тој на крајот на животот толку многу често ја спомнува Македонија во таа збирка, и си рековме, дали човеков цел живот зборувал за Македонија и гледа дека не го разбираат, и сега им вика, абе луѓе, за Македонија ви зборувам. Ацо Шопов, како човек, беше идеален. Еден многу скромен, многу едноставен, без никакви претензии, без никаква воображеност. Скромноста беше негова најголема одлика. Тој, да речеме, работеше цело време. Пишуваше цело време. Тој беше општествена личност, не само поет кој што под своето стаклено звоно создава стихови. Запознавме во 57 година, а 58 година стапивме во брак. Но моите врзувања, да кажам, со поезијата на Шопов, духовни врзувања со Шопов, многу одамна датираат. Од 49 година, како ученичка во основно училиште, добив награда за рецитирање на неговата песна Партизанска пролет. Тоа продолжи понатаму. Во гимназијата Јосип Броз Тито, таа духовна моја поврзаност од дете продолжи, значи, преку средното училиште, стаса до факултет, кај професор Димитар Митрев на часовите по теорија на книжевност. Јас ја обработував како семинарска работа неговата последна збирка во тоа време. Таа духовна поврзаност, значи, трае многу одамна, за да во 57 година се реализира во запознавање, пак на Охридскиот брег, а бракот беше склучен на 30 август во 58 година. Љубов моја, те сретнав на овој рид како патник во мугри што подранува. Ти дадов се што можам, а се била јаловина. Кога имав 7 години, тој пишуваше една песна многу долго. И јас почувствував нешто дека се случува. Бидејќи обично не знаев, тој си пишува, нели? Јас ниту знаев што пишува, ниту па многу бев мала и не се интересирав посебно за тоа, што тој пишува. Но ова нешто, почувствував дека се случува нешто, и тој дури читаше, ми се чини, на глас. Тоа беше еднаш само во моите сеќавања да се случи. А тоа всушност беше песната Долго доаѓање на огнот, кој што е долга поема и кој што тој ја подготвувал за приемот него во академијата. Наместо говор, нели, за приемот, тој ја прочитал таа песна, која што велам, со која што живеевме ние со месеци. Се разбира, после кога стана возрастна и кога умеев да ја прочитам, сватив зошто таа песна толку уште тогаш ме возбудувала. Крстот не е лесен, пепелта не е лесна. Мртвите ќе умрат со нас и со нашата песна. Шопов е навистина голема фигура. Имено тој со својата појава се наметнува уште во почетоците. Затоа што 1944 година излегува првата збирка во повоена Македонија, значи во, да речеме, ослободена Македонија. И тоа е, да речеме, збирка која што всушност и пркоси или стои рамо до рамо со онаа збирка што се случи пред војната, а тоа е збирката Бели мугри на Кочо Рацин 1939 година. Зошто го кажувам сега ова? 1944 се уште не е стандардизиран македонскиот јазик. Значи, оваа збирка на Шопов
е прва пишувана на македонски народен јазик и објавена во таа 1944 и затоа велам дека по тоа е да речеме посебен Шопов. Генерацијата на татко ми е генерација која што практично почнува да ја гради ова земја наша прв пат со институции и со алатки државни. Пред тоа немало, значи ја знаеме нашата историја. И сега тука значи требало македонскиот јазик, македонската литература, кој што писмената литература тогаш се зачетоците, нели, Коче Рацин, има печатена литература, но во рамките на таа нова Југославија тоа само што започнува. И тука очигледно требало да се наметне таа, да се убедат другите републики какви квалитети ние можеме да носиме. И таа генерација прескокнувала во една година, ми се чини, нешто што другите го правеле за 10 години, 20, да не речам 50 години развој. Тоа е таква еден напор, ми се чини сега за сите зборувам, направиле за да се образуваат, за да читаат, да преведуваат, да создаваат, што огромни скокови се правени во тоа време. И неговата идеја, практично главна, ми се чини, е тоа да светот да го донесе во Македонија. И ќе ви кажам како, бидејќи мала, не можеме сите да не собере. Да го донесе светот во Македонија и Македонија да ја внесе во културната светска карта. Оваа идеја која што е кај него основна, станува многу експлицитна кога ние одиме во Сенегал и по враќањето од Сенегал, тоа значи 70-тите години, тој веќе 82-та почина, значи се разболе 2-3 години пред тоа. Во текот на таа деценија кај него експлицитно оваа идеја се изразува и во поезијата и во написите негови, бидејќи тогаш, да речеме, кон втората половина на 70-те години, во неговата поезија се појавува зборот Македонија, се појавува зборот Македонија во однос на светот и токму тоа има и стих кој што јас ќе го парафразирам сега, дека светот е во Македонија, а Македонија во светот. Тоа е кажано експлицитно дури пред крајот на неговиот живот. Но, кога го читате него од 50-тите години наваму, гледате дека фактички он се борел. Дај, Господи, исполни ми ја последната желба при оваа голема делба. Да се најдеме и слееме во срцевината на ова дрво што расте на сува рида во вишината. Имено секоја негова нова, наредна збирка ја надраснува, ја надминува предходната. Ние, кога зборуваме за Шопов, знаеме дека неговото поетско творештво можеме да го проследиме низ 4 фази. И секоја таа наредна фаза е нешто ново, значи носи некаков нов ветер, како што кажува една од неговите збирки, односно насловот на една од неговите збирки, Ветрот носи убаво време. Меѓутоа, првата збирка со која што Шопов навистина направи еден вид на раздвижување во македонската поезија, во македонската книжевност, но и пошироко во македонската култура, е Стихови за маката и радоста. Излегува 1952 година и таа година по многу нешто е битна, затоа што во таа истата година кога излегува и првиот роман на стандарден македонски јазик, Село за 7 јасени на Славко Јаневски, тоа е година кога излегува и првата авторска сказна за деца, Шекерната приказна, и во таа година се случува оваа збирка на Шопов Стихови за маката и радоста. Впрочем, тоа е збирка која што ќе го разбурка книжевното мирно поле. Шопов успева многу силно да направи еден спој помеѓу
таа екзотика што ја понесува од Сенегал, кога бил амбасадор на тогашната југословенска држава, на Југословенската федерација, значи да ја понесе нели таа своја емоција и потоа убаво да ја искомбинира или да ја преплете и со емоцијата која што му ја носи Македонија. И така на некој начин Сенегал или песната за црната жена се прелева со Македонија и песната за македонската жена. И за мене, например, секогаш било исклучително возбудливо како Шопов успева да ги прелее сите тие поетски слики. Па во неговата поезија каде ќе ги најдете тие допирни точки. Например, тој вели дека дрвото баобаб, африканското дрво баобаб, има блиска средба со македонскиот даб, или ритамот на там-там, или на там-там на африканските тапани е многу блиско со оној ритам или со она рзнување на тапанот кога започнува да се свири тешкото. И допрва треба да престои тоа исчитување на Шопов. Сега е овој голем јубилеј, тој ќе не потикне сите нас да ги отвориме повторно збирките, да ги отвориме повторно неговите песни, да ги отвориме неговите интервјуа, да се подсетиме на неговите зборови и на некој начин да ги реактуализираме, така? Ама очекувам дека тоа посилно треба да дојде од генерацијата што следи, што доаѓа. Значи, нови научници, нови читачи, нови истражувачи на Шопов, нови влюбеници во поезијата на Шопов. Од нив очекувам. Се надевам дека тие соработници кои што почнаа со мене да работат од пред година две, дека ќе бидат носители на тој проект понатаму. Жално би било кога со моето физичко заминување од овој свет би си заминал и Шопов повтор пат. Патував долго. Патував цела вечност. Од мене до твојата небиднина.